Линеарното покачување од 5000 денари за пензионерите ќе се случи во септември, кога ќе бидат исплатени по 2500 денари на секој пензионер, а второто е предвидено за март, кога ќе биде исплатена другата половина. Имаме едно со нивелирањето сега во септември, линеарно зголемување 2500 денари и другото ќе биде во март уште 2500 денари. Значи најпрво треба да обезбедиме со ребалансот 2,5 милиарди денари, тоа е околу 40 милиони евра за тековните пензии. Во овој буџет тие пари недостасуваат, се трошеле за работи за кои што мислам дека многу ќе се занимаваат истражните органи во периодот кој што следи. И уште дополнителни 2,5 милиарди денари се подготвени за ова првично зголемување сега што ќе биде во септември за овие 3 месеци. Односно септември, октомври, ноември, бидејќи пензиите ќе се исплаќаат во октомври, ноември, декември. Останатите ќе бидат за следната година со нивелирањето во март и со тоа практично нашето ветување за линеарно зголемување на пензиите од 5000 денари во првата година ќе биде и порано исполнато. Нема да биде до јуни. Со ребаланс на буџетот за општините ќе бидат обезбедени 100 милиони евра за тие со работни активности да започнат уште во септември. Во ребалансот ќе бидат обезбедени дополнителни 6 милиарди денари за општините. Тоа е малку повеќе од тоа што планиравме, бидејќи цениме дека огласот би бил некаде во август месец за општините, а веќе од септември да почнат и тендерите за градба, да се фати есенската градежна сезона. Иако тоа представува 1/3 од годината, средствата не се малку повеќе од 1/3 од оние 15 милиарди кои што ги предвидуваме од буџетот за реалокација кон општините, не се 5 милиарди, туку се 6 милиарди денари. Пакетот инвестиции со ребалансот на буџетот се однесува и на образованието. Главен приоритет ни е да обезбедиме за сите основци да имаат книга пред себе на 1 септември. Ќе дадеме се од себе и за средношколците тоа да го направат. Да имаме и за нив. Се што можеме, што е во наша моќ, тоа ќе го направиме. Сите овие средства треба да се обезбедат со ребаланс на буџетот кој е најавен да се случи во јули.